Користењето на правата од работниот однос е законски гарантирано, но за разлика од останатите, обврска на функционерите е постојано да бидат на располагање на јавноста и на граѓаните. Бидејќи по изборот, тие се одговорни и треба посветено да се грижат не само за своето, туку и за новото, поголемото семејство. 3 дена одмор на 16 часа работа за граѓаните и за државата, честно, искрено и одговорно, имам право да ги посветам на сопругата. Сето тоа е во ред и големото семејство може да има разбирање, иако е нејасно дали вистински се искористило времето со оглед дека според допрецизирањето, тоа всушност не бил период на рехабилитација и собирање сили за нови работни победи, туку само дополнителен напор. Може би контекстот и од ова временска дистанца е направена грешка од наша страна што е избран Дубај 3 дена и некако одмор, туку и работни состаноци на сопругата. Проблем со преголемиот ангажман нема само власта, туку и опозицијата. Тие, иако со сериозна професорска кариера, сепак, како пак да се враќаат од другата страна на клупата, па се чувствуваат како студенти кои ако совладале огромен материјал, на испитот им се паднало неочекувано прашање. Видете, јас не можам, си читам така закони и вие денеска како джубокс притискате и јас немам, значи, фолдер за сите закони денеска што ќе бидат на дневен ред. Вистинска среќа е што пратениците од опозицијата се снаудливи исто како и студентите, ама за да го одложат полагањето, применуваат трикови кои се видливи за останатите во амфитеатарот, ама не и за пошироката публика, која на крајот ја носи оценката за таквиот настап. Кога има сала, ако се 10-13 души присутни членови, што треба да присуствуваат, намерно одат по 23 за да нема услови за да не се одржат. Ако може, извини. Тоа што се гледа од истиот лед е намерата со неиздржани аргументи апсолутно неразумно. Судбината на најмалку 60.000 работници да биде во залог на партија која смета дека во денешно време може да се живее и без пари. Имаме контактирано со доста луѓе кои се од бизнис фелата. Луѓето целосно ни даваат поддршка, иако се во тешка економска, социјална состојба. Тие велат кратко, може да истрајат уште месец дена без плати, но затоа сака да дадат допринос за граѓаните кои воопшто нема државјанство, нив да им се овозможи конкретна помош. И на крајот, не е проблем помошта за лицата што немаат државјанство, туку за оние кои ги имаат сите потребни документи. Патетично е ова веќе од јануари навака, ќе биде за недела, ќе биде за 2 недели, ќе биде за 3 недели. Па секој нормален човек ќе се шекне, па и вие влада сигурно се шекнувате на сите тие информации, ќе биде за 2 недели. Без оглед на психолошката состојба, сите се на работа. Не за друго, туку затоа што кој овде нема да полуди. Тој изгледа и не е нормален.